Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, по повод 50 годишнината од трагичната смрт на првата македонска поетеса Даница Ручигај. Чуј ја играва што запре само во еден здив и продолжи да тече како река. Чуј ја играва на прсти, на коски, на овој очај што се вгнездил во грлото како грудка. Чуј ја играва сребрена на две грла, на две израмнети утроби. О, сладко заклопи ги желбиве надвиснати што се втурени од огнови, колку печат човеку. Играва на сребрена ноќ, играва на сребрени тела, играва на сребрени огнови. О, човеку, продолжи ја, па пушти го моево грло, нека се чуе пискот, единствен, што ќе те разгрне да ми се отвориш, па да влезам, човеку, еднаш помирена со портите, па да влезам како пријател на ноќва сребрена, на играва сребрена, на овие огнови што ме испекоа како клетник проколнат, како жена маѓесница. Огнов ме изгоре, родов ме проколна, ти не ме слушаш. Се вбројува меѓу луѓето кои има задоволство да познаваат и да соработуваат со Даница Ручигај, исклучителна млада девојка, поетеса, но и личност со големи интелектуални способности. Напиша пред 10 години творецот на македонската ликовна абецеда Нико Този, по повод 40 годишнината од трагичната смрт на првата македонска поетеса. Во своето сеќавање за Даница, напишано 1 година пред и тој да се пресели во рајските градини, Този се задржува на 3 настани од регулувањето и соработката со неа. Во 1958 година јас бев советник во секторите за уметност, а во новиот состав, меѓу помладите кадри, беше и Даница Ручигај. Со својата комуникативност, снаодливост и блискост, таа бргу се вклопи во секојдневните тековни обврски во дејностите од културата и уметноста. Љубовта кон литературата и културата воопшто, а и самиот факт што сите настани беа координирани од овој секретаријат, на Даница и помогнаа да биде постојано информирана и присутна на сите театарски, оперски и музички представи и концерти. Беше редовен посетител и на ликовните изложби. Пројавуваше интерес и за издавачката, музејската и филмската дејност и не само како нем посетител, туку и како добар познавач на состојбите. Во слободните временски интервали до израз доаѓа незините поетски изливи, со што го разнообразуваше секојдневието. На работното место, првиот посериозен заеднички зафат беа подготовките, организацијата и реализацијата на Меѓународниот византолошки конгрес, што во септември 1961 година се одржа во Охрид. Јас бев секретар на одборот, а Даница беше задолжена за комуникација со најеминентните византолози од целиот свет, учесници на конгресот. Тогаш се уверив во уште еден квалитет што го поседуваше Даница, а тоа беше способноста за координација на сите активности во текот на конгресот и задоволување на потребите на учесниците. Многобројното учество на византолози, историчари, ликовни уметници и новинари, кои работеа по секции, нивните стручни потреби, потоа изложбите и други дејности од Охрид до Свети Стефан, во синдикалниот дом Орце Николов,
Сето тоа помина во најдобар ред, благодарение на сестраното залагање и снаодливоста на Даница Ручигај. Мене, така да речам, навистина ми беше десна рака и во се ми ја олесни работата во секретаријатот на Конгресот. Есента 1962 година поплавата во Скопје го оштети уметничкиот павилјон под Калето, собиралиште на интелектуалната елита на Скопје, каде што секој 10 дена се отвораа изложби, а на кои редовен посетител беше и Даница Ручигај. Водите на Вардар го поплавија и Народниот театар. Двете културни институции од левата страна на реката претрпеа големи оштетувања, зашто Даница искрено тагуваше. На 12 декември истата година во Скопје ненадејно почина Василije Поповиќ Цицо. Вест што ја стаписа културната јавност, бидејќи Цицо пред се беше човек кој пријателствуваше со многослојното население, особено со творците од сите уметнички жанрови. Тој беше голем пријател и со Даница и при секое нивно видување разговорот го почнуваше со некој стих од незината поезија. Во влезниот хол на Народниот театар беше изложен саркофагот со мртвото тело на Цицо. Сите вработени во секретаријатот за култура бевме да се поклониме пред незаборавниот творец. Тогаш се случи нешто што ќе го паметам додека сум жив. Во мимоодот, наредени еден до друг, Даница се наведна и со шепот и на солзени очи, простувајќи се од покојникот, со метафорични зборови изусти. Наскоро ќе се видиме. Овие зборови ме збунија. Враќајќи се по камениот мост, Даница во од, свртена со поглед кон театарот, со поетски занес во стихови, ја прошири метафората што ја изусти на ударот на Василije Поповиќ Цицо. Мојата последна средба и видување со Даница беше на 15. јули 1963 година во ателјето на ликовниот уметник Димитар Пандилов. Отидовме заедно со цел таа да избере слика што имаше намера да ја подари на својата помала сестра Златица по повод годишниот од бракот. По извршениот избор се договоривме да се видиме заедно со Елена Бендевска, пријателка на Даница, која со моето семејство и со другите од групата патуваше во Франција и во Италија. Ова ветување за жал не се оствари. Во трагичниот ден, на 26. јули 1963 година, семејствата на Пандилов и на Даница Ручигај, животниот и творечкиот пат го завршија под урнатините на градот, кој со голема љубов го сликаа и го опејуваа во своите ликовни и поетски дела. Знам дека ликот мој те наранува. Ништо подобро во него не можеш да забележиш од ова очекување, што проклето се заглавило во рацете, додека во просторот ништо спокојно не навлегува. 7 ветра ме проколнале. Ветровите завиваат, проклетството се повеќе се приближува. 7 ветра ме проколнале. Кој ли е најголемиот? На жената е дозволено само своето тело да го има. Причината е во првиот, што и го дал името жена. 7 ветра, 7 клетви. Во просторот ништо спокојно не навлегува. Ветрот го размавтал своето неодредено тело и завива точно под клепките. Погледот се затемнува. Ветрот ја има моќта на Господар. Рацете се претвориле во ветар, проклетство носат. Третиот непрестајно кружи околу главата и покажува до каде треба да се достигне за да се чуе огромното рикање на мислава, што создава умирање без податок за смртта. Траги под стапалките нема. Четвртиот ветар ги израмнува. Петиот го разнесува во утробата, ножеви оставил род да се нема. Љубовта ја прогнале со 6 завивања, да стивнат сите ветрови, упорно завива.
Седмиот, ново проклетство во мојот род донесува. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Даница беше една од најмаркантните личности на 60-тите години на минатиот век, која остави траен белег во целокупната македонска книжевност, бидејќи нејзината поезија е трансцендентална, надвременска. Вели македонскиот поет, прозаист и некогаше новинар на македонското радио Звонко Стојановиќ, кој како што истакнува имаше среќа и привилегија да другарува со првата македонска поетеса. Даница и самата беше појава на маркантност, вели тој, нагласувајќи дека никогаш нема да се избрише од свеста на луѓето, затоа што онаква импозантна каква што беше самата, импозантна беше и во своето творештво. Даница Ручика е изворедна поетеса, една од најмаркантните личности на 60-тите години. Таа остави белег на своето време и целото тоа книжевно време не е познава по неколкуте нејзини книги поезија кои остануваат за сите времења. Она што е маркантно кај неја беше самата таа. Таа и самата беше појава на маркантност. Кога се видеше негде, таа зрачеше со една невозможна привлечност како жена, како личност, како индивидуалност и имаше некој собствен привлечен момент, некој сексапил кој не беше така нагол, ама беше интересен, затоа што можеше да ги привлече сите. Даница знаеше да зборува и обично, имаше и поетски говор. Нејзината поезија е трансцендентална, тоа значи дека е надвременска, надреална. Таа живее во време кога се појавуваат во книжевната историја и во книжевноста најважните моменти што ги има книжевноста. Се појавуваат Жан-Пол Сартер, се појавува екзистенцијализмот, се појавува Иво Андрич, се појавуваат Ернест Хемингвеј, се појавуваат многу познати, маркантни автори кои оставуваат белег не само во едно, туку и во друго време. Нејзината вонвременост се состои во тоа што она беше обична и може со секого да направи разговор. Јас се запознав сосема случајно, бидејќи треба да се вработам. Таа 60-61 година добив некое сознание дека ако отидам во Министерството за култура, ќе ми бидат решени работните проблеми. Отидов таму и ја здогледав неја, беше секретарка во Министерството за култура, работеше кај Стојмир Поповски Цоле, кој потоа добиваше други должности, меѓу другото беше и директор на стариот сега новиот театар. А тој беше кумановец и мој многу голем познаник и така преку него добив некакво уверување дека можам да се вработам. И се вработив навистина преку негова интервенција како коректор во Нова Македонија. Но неја ја запознава македонска книга. Таму работев како уредник за пропаганда. Директор ми беше маркантниот писател на тоа време Ацо Шопов, а негов одговорен уредник беше Славко Јаневски. Ме примија као уредник за пропаганда и во еден момент ја сретнав неја. Таа ми рече сега ќе ви прочитам, персираше и јако после почнавме да разговараме на ти, персираше и ми кажа дека мојата поезија многу и се допаѓа и ми изрецитира еден мој стих кој јас се сеќам беше нешто бележито за мене. Тоа беше стихот "Слободата има височина на човек, звездите не се сонуваат само со очите, во ноќни доаѓаат сонца некој довек, слободата има височина на човек." Јас имав врзан стих, но после од врзан стих, мојот стих се преточи во еден нов вид стихосознание,
тој стихогледање, тоа беше гледање преку така наречена бела поезија, без рима, така што таа ги прифати тие стихови како интересни за неја. Јас знам дека нејзината поезија многу се читаше и многу се толкуваше како нешто интересно, необично и нешто понекогаш дури и несватливо, затоа што таквата модерна поезија некои не може да сватат, некои може да ја сватат. Во тоа време, времето се делеше на така наречена современа, реална и надреална или како што ја нарекува модерна поезија. Така што дури Димитар Митрев кога говореше за модерна или за обична реална поезија. Даница Ручигај остави трага во своето време и за други времења, затоа што нејзиното поетско толкување е пророчко. Таа имаше во своите песни некои работи кои беа препознатливи по тоа што на некој начин бе провиденијски. Таа провиденијски зборуваше, дури го одбележа на стиховен начин своето заминување од овој свет, односно од светот на реалноста. Рече и еднаш во еден мој разговор со неја, јас во моите стихови веќе го сонував моето заминување од овој свет. Даница Ручигај нема да се избрише од свеста на луѓето, затоа што онаква импозантна како што одеше, беше импозантна и во своето творештво. Излези од моето постоење, ке ти бидам почин пред смртта и пред загубата дневна. Излези од моето постоење да видам колку си голем, што ме правиш ваква раскршена птица, нива разорана без плод и жена без почин. Велат дека пред 1000 и нешто години човекот едноставно го носел крстот. Секој утро торжествено и неуморно се распнувам на денот крстосан, а навечер тивко се откинувам од него за да ја видам длабочината на болката и со прекршени сили барам да дојде Господарот мој, да ја стави раката своја во оваа ноќна болка, во овие рани дневни. Излези од моето постоење, ке ти бидам почин пред смртта и пред загубата дневна. Излези од моето постоење, ако си грев или злочин, зашто и гревовите на оваа земја не се толку големи за незаборавање. Излези, ако си поголем од ноќново губење во недоглед, оти жената пред сечии очи е само топла и податна. Знам дека до гробот мој ќе ме однесе само гревот, а ти што си ми како двојник, земи го светот во своите раце и речи како да ја распнеме самотијата, за да не биде толку моќно грешна по симнувањето од крстот и по ова утринско каење. Нека излезе од моето постоење се што не е мое, оти и себе си понекогаш не се признавам. Излези од моево постоење, штом ке го почувствуваш телово свиткано во злочин, исповетта на невиност ке остане на крст распната. Излези од моево постоење, штом ке го почувствуваш телово свиткано во злочин, исповетта на невиност ке остане на крст распната. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, по повод 50 годишнината од трагичната смрт на првата македонска поетеса Даница Ручигај.
За мене, Даница Ручигај е амазонка на македонската современа поезија, вели Људмил Спасов, редовен професор на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје, која имаше привилегијата да ја запознае Даница уште како 8-годишно дете во некогашниот клуб на писателите, кој во предземјотресно Скопје беше култно место каде што се собираше, како што истакнува, тогашниот скопски уметнички свет. Според него и покрај се што е кажано за неа, не е кажано и не е разбрано дека Даница идеолошки му припаѓаше на анархистичкиот феминизам, односно анархофеминизмот, левичарско движење, кое смета дека борбата против патриархатот е од суштинско значење за класната борба и дека може би била фасцинирана од Александра Колонтај. Во предземјотесното Скопје постоеше клуб на писателите на Македонија и се наоѓаше на улицата Максим Горки на Катот, онамо каде денес во подумот се наоѓа гостилницата Кајоле. Денес таму е Друштвото на писателите на Македонија. Тоа беше едно култно место, ресторан наместен во сецесијски стил, најверојатно од намештај наследен од претходните собственици. Имаше маси, столови, но и гарнитури за седење, со фотели околу наоколу, каде што се седеше и се разговараше, се пиеше аперитив, кафе, се пушеше, се разбира по вечерата. Во онаа повоена, мощна конзервативна скопска и македонска средина, ова место, клубот, како го нарекува, словеше за едно слободоумно, за некој декадентно средиште, толерирано од тогашната власт, бидејќи нели, писателите имаат право да се однесуваат неконформистички. И така, таму се собираа писателите, други заљубеници во пишуваната уметност, по некој млад човек со амбиција да го освои Скопје и да стане голем писател, млади дами со амбиција да станат поетеси или идни сопруги на некој од писателите или можеби швалерки. Новинари, актери, некои политичари, во тогашниот речник другари, и да не се заборави кодоши кои потоа работеа на извештаите од типот тој таа рече, направи ова или она, тој е против нашиот поредок и слично. Овде навечер, но и преку ден, се собираа луѓе кои можеме да ги означиме со синтагмата уметнички свет. Како и да е, таму се зборуваше, се пиеше, се јадеше, се полемизираше, понекогаш многу жестоко, поврзано со количеството на испиениот алкохол, а еднаш или неколку пати паметам и тепачки, што редовно беа стопирани од другите присутни, но и од чуварите на редот и поредокот, речиси на самиот почеток. Особена атмосфера во тој клуб даваше еден клавир, не пијано, со големина колку денешна помала просторија. Таму се свиреше од професионалци, но и од другите гости, оние кои умееја. Од време на време, кога атмосферата ќе се вжештеше, до клавирот приоѓаше некој поет, поетко поетеса, па се рецитираше, па се пееше, некогаш и се танцуваше. Од клубот се излегуваше доцна во ноќта, во време кога трудбениците, административците и работниците веќе спиеја. Често во тие ноќни или рани утрински часови, атмосферата од клубот се пренесуваше на улица. Се сеќавам, еден наш познат поет посака взори да кукурига и кукуригаше. Се качи на дрво и кукуригаше и притоа рецитираше песната на Рацин. Се крти ноќта црна, се рути карпа мрак. А каде сум јас во приказдава? Јас, роден 1952 година, во тоа време пред земјотресот имав меѓу 8 и 10 години, значи изборувам за времето од 60 до 62 година. Од сегашна гледна точка, не би можел да седам до доцна во ноќта во еден таков ресторан. Но тоа беа други времења и други обичаи. Тогаш мојата генерација, а и јас, потикнат меѓу другото и од животот и работата на мојот татко, рано созревавме. Во тоа време читав се што ќе ми дојдеше до рака. А многу книги ми доаѓаа до рака, бидејќи татко ми беше член на редакциите на повеќето од издавачките куќи во Македонија, а и на некои од Србија и од Словенија. Читајќи ги книгите на разните писатели, но и гледајќи ги во живо, не можеш, а да не станеш дел од атмосферата. Ја паметам Даница Ручигај, јас дете, а таа млада девојка, која ќе станеше, ќе се приближеше до клавирот, ќе рецитираше при ненаметлива клавирска придружба и ќе се вратеше на своето место. Ќе се појавеше во некое литературно читање, манифестација мощна популарна во тоа време. Ќе се слушнеше некакво зборување за неа, стоила ова, стоила она, за мене беше загадка.
Повеќе децении потаму раскажав на мојот братучет Александар Прокопиев за неа и тој од тоа направи приказна. И имаше право. Даница беше единствена. Не се. Даница Ручегај беше младата дама, меѓу своите 26 и 29 години, умна и физички привлечна, надарена поетеса, но за тоа време многу неконвенционална. Многу беше озборувана од жените на писателите, гледана со одбивање, но и со малку повеќе завист. Кажано е за поетесата Даница Ручегај дека во 1960 година ја објавува својата прва стихозбирка Сребрени ноќни игри во издание на книгоиздателството Кочо Расин, со што стана првата македонска поетеса со објавена книга. Кажано е исто така дека Даница Ручегај со својот сензибилитет, неконформизам, творечка енергија и животна храброст, не помирувајќи се со патриархалните предрасуди и стереотипи за жената на овие простори, ја подотвори вратата низ која достоинствено и со дигнитет ќе тргнат повеќе модерни, самосвесни, еманципирани жени на македонската поезија. Не е кажано, можеби, за жал, и не е разбрано дека идеолошки Даница Ручегај му припаѓаше на анархистичкиот феминизам, анархофеминизам, едно левичарско движење кое смета дека борбата против патриархатот е од суштинско значење за класната борба. Анархизмот е дел од феминистичката борба. Анархизмот е инхерентно феминистички. Предпоставувам дека Даница Ручегај била фасцинирана од Александра Колонтај. Можеби, незиното животно кредо било слобода на говорот, слобода на печатот за работниците и селаните, анархистите и левичарските социјалистички револуционери. Даница Ручегај, родена 1934 година во Скопје, рожба од мешан брак, мајка албанка латинка, татко словенец, овој податок го сознав неодамна и тој ми ја засили магијата за незината личност, пишува поезија на македонски јазик. Да подсетам дека настрада во земјотресот од 1963 година, ги познава добро класичните јазици, латинскиот и старогрчкиот, завршува југословенски книжевности, чита и учи без престан. Ниту еден антологичар на македонската поезија не се осмели да внесе некоја незина песна во својот избор, во незино време. И подосна. Се сеќавам дека татко ми, Александар Спасов, кога ја правеше својата позната антологија Savремена македонска поезија, издадена од Српска книжевна задруга 1967 година во Белград, паралелно на македонски на српски јазик, чинеше ту избери песна од Даница, ту извадија. Ја рецитираше сепак дома и пред писателите и пријателите често песната. Твојот крст е мојата моќ. Жена сум што пак ќе ти поверува, што одново ќе се роди, да те договори и пак да те остави, молбен и повторлив. И пак ќе те побарам, и пак ќе те побарам. Кога ќе те почувствувам дека осаменоста е јаловост неизлечива, и пак ќе те побарам. Да дојдеш нов обновен маж, ова тело широко женско и овие рамења растворени ќе те побараат. Да дојдеш едноставен и да не бидеш еднолик, дојди обновен. Дојди обновен. Дојди обновен. Дојди Песната е еротска, нагласено женско писмо. Песната е храбра и разбивачка. За мене Даница Ручегај е амазонка на македонската современа поезија. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Феномен на женската емоција.
Вака познатиот македонски раскажувач, романсиер, есеист, критичар и преведувач Томе Момировски ја опишува првата македонска поетеса. За жал, и тој не е меѓу нас, но остана неговиот запис за Даница во кој истакнува дека таа, како поетеса, се оствари на макро и на микроплан. На макроплан постави специфични символи и метафорика, кои ја прават индивидуална поетеса, а од друга страна зафати некои битни екзистенцијални прашања, давајќи и придонес на универзалноста на човековата екзистенција преку силината и трајноста на поетиката. Во поетскиот опус на Даница Ручигај, кој опфаќа повеќе лирски текстови, песни, претходно објавени во збирката Сребрени ноќни игри во 1960 година, содржана е една тематика типична за жената, односно во палитата на жените поетеси во Македонија, кои за среќа ги имаме повеќе, со разновиден сензибилитет, во разновиден фах на сваќање на литературата и на жената во литературата, особено во in medias res литературата, поетиката. Даница Ручигај на своевиден начин има нешто специфично, самосвојно. Незината основа, базата на незината инспирација, би рекол, и едно нурнување длабоко е во сферата на љубовта, односно во тој комплекс љубовната авантура, во еден широк распон од убавината, од нежноста, од топлината, се до бизарност, контроверзи, неодгатливи случувања, сила, измореност, траги, бледила, стапици, височини, бездни. И би рекол, трагање по еден многу важен, многу битен феномен на женската емоција, на женската верба во машкиот род, во машката цивилизација, па и во контроверзите меѓу женската и машката цивилизација, и во најглобална смисла и во односите меѓу индивидуата жена-маж. Кај Даница Ручигај имаме на прв поглед рационално, но во суштина спонтано препуштање на брановите на настаните и односите меѓу маж и жена, каде што револтот се јавува во одбрана на таа немоćна жена, која се наоѓа спротивставена на оние сили, на оние појави, што на изворен начин значат непочитување или уште поточно недоволно разбирање на психологијата на богатството на себесвојзноста на женската природа, на женското тело, на женските чувства. А таа беше многу чувствителна и да употребам еден израз кој се употребува исто така, едно своевидно заменување на тој поим, емоција, еден сензибилитет, иако, како што реков пред се, кај неа може да го почувствува читачот и оној што знае да ги прочита поезијата, философското и символиката, дека таа се однесува дефинитивно на незината страдалничка, необјаснива, па би рекол бизарна смисла. Постојано ја прогонуваше на крајот на смртта, сваќајќи ја смртта како нешто изрежирано. И поетесата Даница Ручигај ќе испее. Покренат од дното на распален пекол, смртен покрив од непребол. Смртен покрив од непребол. Смртен покрив од непребол. По изгубеноста и катарзата, начнати во стихозбирката Сребрени ноќни игри, објавена во 1960 година, во постхумно објавената збирка Заробеници на ветрот, оваа поетеса ја прикажува смртта како разрешница на секојдневното расчеречување на човековата личност. И си ја предвиде смртта. Па поетесата Ручигај ќе го проговори и овој поетски излив. Ветрот ме претвори во се нешто, ветрот ме претвори во се нешто и нема да постојам. И нема да постојам. За разлика од некои поети, многу е интересно, како што и Ацо Шопов во својата позната песна Ветрот носи убаво време, или за земјоделецот, кој го цени ветрот заради тоа што го разнесува семето од еден континент на друг, од една почва на друга, од една нива до друга. За Даница Ручигај ветрот е символ на злото, односно одминливост од овој свет. Тој за неа е нешто разорно. Ветрот за неа нешто што урива. Според неа, човекот е скршлива, мала ништожинка, еден здив, една песна, миг, трепет, би рекол одвај видлива точка на универзумот. Занимливо е што таа убава жена, прекрасен човек, колега со кој секогаш можеше да се разговара,
Толерантна, разбрана, начитана, култивирана, поставуваше и многу филозофски прашања за дилемите и контроверзите кои постојат во светот на човека и во односите меѓу луѓето. Има еден ваков стих кој вели: каква е смислата на човековото постоење? Можам слободно да речам, Даница Ручигај се оствари како поетеса на два плана, на макро и на микроплан. На макроплан постави специфични символи и метафорика која ја прават индивидуална поетеса. Од друга страна, зафати некои битни екзистенцијални прашања кои за една млада жена, поетеса, мислам дека представуваат посебен квалитет да се зафати со индивидуалниот, така да речам, копнеш, трагање на сопственото поетско изразување, а во исто време опфаќање, разработување и давање придонес за универзалноста на човековата екзистенција низ моќта, силината и трајноста на поетиката. Би рекол дека оваа боемска разбушавена поезија е свет за себе, еден специфичен вид поезија. Можам слободно да речам автономија на стихот и освојување на една оаза која нејзе и припаѓаше. И да ја цитирам оваа нејзина поетика: на жената и е дозволено само своето тело да го сака. Таа имаше и мала обсесија како убава жена и можеби еден голем прашалник дали беше разбрана жена и колку и како заслужуваше да биде разбрана, така што тоа допира и до едни своевидни тонови на женската мака, тонови на песимизам и на отуѓеност. Оваа поезија е во меѓите на осаменоста, но осаменост која не е бледа, која не е излитена, туку осаменост која ги разработува внатрешните простори, внатрешните ѕидови на една голема мака, на еден голем порив, пред се и на човечко суштество, но во исто време и на една талентирана, надарена поетеса. Делото на Даница Ручигај не е завршено, но на оние сртови што ги достаса се наоѓа израз на талентирана и оригинална личност која многу сакаше и многу почна, но прераната смрт ја оневозможи кога се наоѓаше во целосниот расцуд на нејзините можности. Во името на вечното паметење на нејзе како личност и како поетеса и ги посветувам овие лирски реминисценции. Ти, гола жено, ти не прашуваш, ти одговараш сама. Твојата болка си ја одболува самотно, во неспокој вечен, ко глуварче одвеано од ветрот. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, по повод 50 годишнината од трагичната смрт на првата македонска поетеса Даница Ручигај. Даница Ручигај веројатно ќе беше она што во српската литература подоцна стана една Деснанка Максимовиќ, или една Багарјана во бугарската литература, или една Ахматова во руската литература, но нејзината несреќа е што млада го напушти овој свет.
Но среќа е што зад себе остави една објавена и веќе втора подготвена книга стихови, кои навистина представуваат достоинство и ретко женско писмо, вели познатиот македонски поет и антологичар Ристо Јачев, кој песните на Даница ги има застапено во 5 антологии на македонската поезија. За разлика од некои други народи, женското македонско писмо или женската поезија во македонската литература се појави многу доцна. За разлика, да речеме, од нашето обиколување, дали тоа била Република Бугарија или Србија, или ако земите малку подалеко Франција, Русија и така натаму, во Република Македонија неколкуте поетеси по прв пат се појавуваат по 1945 година. Меѓу нив прва е Евгенија Шуплиновска, а потоа е Даница Ручегај, која имаше таа несреќа да загине во земјотресот од 1963 година. Подоцна, по земјотресот ќе се појават бројни поетеси кои оставаа и остават длабоки корени во севкупната македонска литература. Па сепак, кога се говори за женското писмо и воопшто за една Даница Ручегај, јас морам да го кажам и следново. Неја лично не ја познавав, да речеме, за разлика од еден Науман Ивилов, кој го запознав 1958 година како ученик на учителската школа во Штип, а тој беше дојден од Скопје да го продава како аквизитер весникот Млад борец. Така, по прв пат се сретнавме и меѓу другото разговаравме и за поезија и воопшто за оноа што се создава во Македонија. Тој припаѓаше заедно со Даница Ручегај на така наречените модернисти, кои меѓу другото ќе бидат прозни поети собрани околу списанието Разгледи, кои главни носители ќе бидат, да речеме, еден Петре Андреевски, Петре Бошковски, Јован Котевски, па тука е и Радован Павловски, Богомил Ѓузел, една цела плејада на млади творци кои денеска представуваат достоинство за севкупната македонска литература. Ако поодблиско се задржиме на Даница Ручегај, таа многу млада го напушти овој свет, на неполни 27 години, веројатно ќе беше оноа што во српската литература подоцна стана една Десанка Максимовиќ или една Багарјана во бугарската литература или една Ахматова во руската литература. Незината несреќа е што млада го напушти овој свет, но среќа е што зад себе остави една објавена и веќе втора приготвена книга, стихови кои навистина представуваат достоинство. Достоинство и ретко писмо, ретко женско писмо. Што беше, да речеме, поводот јас да и посветам песна уште во раните 60-те години, веднаш по земјотресот, кога, ете така, прочитав дека со Абаджиев, Ѓорѓе Абаджиев, дека во земјотресот починала, односно го загубила животот и Даница Ручегај. Тоа беше моето откорнување од егејскиот дел на Македонија, скитањето низ домовите на некогашна Југославија, Бела црква, Црквеница и Ровин, каде што мало или повеќе таа откорнатост и тоа скитање ме натераа да размислувам за творците, младите поети кои што го дадоа на еден или на друг начин животот. Станува збор за еден Кочо Рацин, Коле Неделковски, Ацо Караманов, Даница Ручегај и Науман Ивилов. Овие петмина автори јас ги застапив во стихозбирката Смртта на ангелот. Во оваа книга, поместувајќи ги овие 5 рано починати и заминати творци, буквално сакав да го направам оноа што многу оддамна го има направено некои критичари или творци од соседните земји и од нашето обкружување. Така се случи да ја објавам песната за Даница во 1968 година под наслов Ручегај.
Безболна птица на твојот гроб се ниша ко птица. Со ветриштата сонува ноќта врз зелената крв. Во моето срце молитва сенки со забраздени лица. Во просторот 6 црни виења со гробен стрв. Заспана мојата смрт, во воздухот издишува горе. Заради жештините умира со една мисла жива, каде земјата татни, подземно како море, се урна сонцето во пепелта сива. О зошто запален цветов сон гробен, кога и градот бревта во својата смрт, во орнатините рти тапам кобен, смрт, данице, што ли те боли, што ли те дави, луда рана влегува во зборот како крт, хајде се кремнеме со болката што ќе не слави. Даница Ручигај и воопшто таа генерација на млади, тогаш творци, ни го покажаа патот на еден број помлади автори кои ќе дојдеме како трета генерација во македонската литература. Незиното творештво, незините песни, ден денеска се препрочитуваат и се наоѓаат во бројни антологии. Јас направив 5 антологии, меѓу кои да речеме првата е 11 века македонска поезија, тргнувајќи од Климент Охридски, завршувајќи до денес. Втората е 100 години македонска поезија од 1900 до 2000 година. Третата е посветена на песни за Скопје, која се објави по повод 50 години од земјотресот. Во сите нив Даница има свое место. Со оглед на тоа дека таа е еден од столбовите на женското писмо во севкупната македонска литература. Привидувањата доаѓаат неочекувано и затворено. Бргу се спуштаат во контурите на мислите и неодредено по мускулите на времето. Ништо не се изменува по нашето заедничко љубување. Остануваме деца на сите сенки и ова предвидување на мртви новороденчиња оковано ги сплеткуваме мислите. Нивниот живот лежи долу, под нозете, со молбен поглед и црнина. Телото постојано го следат сенки упорни, единствени, неодредени. По секое љубување остануваме сведоци за себе си. Еден вечен мртовец лази по нашите неуморни привидувања, мамејки не кон безизлезноста. Во затворен круг рие мислата, се е како во нашето детство. Само поинаква боја има нашето лице и само потврдини се рацете. Маглата го испива кругот. Пропаѓаме во сторената длабочина, а не по наша вина се заплеткуваме и во ново привидување и продолжување на сенките. Изморено легнува да си почине жената во нас. Кругот постојано се врти, со пискави, неодредени тонови. Неспокојно се подслушнува околината. Може би и миг на почин ќе помине, но сеедно. Мислата тече и удира по рабовите на кругот безнадежно. До нас се провлекува само времето. Привидувањата имаат почесно место, сенките искривени и долги го следат нашето оптоварено тело, тешко и продолжено,
Времето се движи, бескрено се спушта низ нашите раце, некаде длабоко не закопува. И потоа не уништува, не жалејки. Остануваме празни и открадени. Остануваме разглобени и уништени. Со време. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Можеме да се согласиме или не со интелектуалштината во стиховите на Даница Ручигај. Можеме да ја префрлиме известна демодираност и поза, но исто така сосема е сигурно дека нејзината поезија пред својот читател излегува со чисто лице, иако на тоа лице наместо рози, како што природно би се очекувало, е втиснат знакот на трнот. Ова меѓу другото за поезијата на Даница го пишува еден од непознатите и највлијателни македонски литературни критичари, книжевни историчари, есеисти, антологичари и преведувачи Миодраг Друговац во своето познато дело Биографија литерарија, 55 критички импресии, објавено во далечната 1968 година. Во текстот Диалог со темни и непрозирни чувства, тој за песните на Даница вели дека оваа понекогаш разбушавена поезија е свет за себе, држава за себе, во која се, од анатомија на стихот со неговите надворешни ефекти на формата, е грчевита небулоза на здружениот анархизам на мислите и чувствата. Животниот и поетскиот пат на Даница Ручигај насилно е прекинат на 26. јули 1963 година во урнатините на една убава градба на падинките на Водно во Скопје. Тоа е, општо речено, едно горшливо сознание за сите нас што сме упатени во судбината на оваа трагична поетска личност. Кај критичарот, ова сознание се надополнува со едно надсе тегобно искушение, ако се најде пред делото на оваа во потполност неостварена книжевна амбиција, искушение, што е всушност повеќе од етичка отколку од естетичка природа. Имено станува збор за еден живот, чии дамари веќе не се чувствуваат. Станува збор за една екзистенција, чија убавина веќе не ја облагородува убавината на светот. Станува збор за еден миг на земината галаксија, во чиј виор се најдоа животот и темните и непрозирни чувства на поетесата Даница Ручигај. Збирката Заробеници на ветрот, издадена постхумно, е втора, неспоредливо поавтентична варијанта на онаа деперсонализација на поетовите состојби на изгубеноста и катарзата, чии природни текови беа начнати со стихозбирката Сребрени ноќни игри во 1960 година. И овде Даница Ручигај главно е на подрачјето на љубовната авантура. Незината убавина и бизарност, сила и истоштеност, здравје и болест, а над се неодгатливите недоразбирања произлезени од незината силна природа, незиниот темперамент, незиното значење во животот на единката и поетовата неснаодливост на незините бројни трагови, незините мрежи и замки, височини и бездни. Отаму и првиот впечаток, евидентната препуштеност на брановите на настаните, против кои, како што изгледа, не вреди да се крева гласот на револтот и одбрана, и на кои е безвредно да се спротивставуваме, зашто доколку и се спротивставуваме, во крајна консеквенца, резултатот е ист. Пораз, смрт, страшна и често необјаснива смрт, глупа и одлично режирана. Тој всушност покренат од дното на распален пекол, смртен покрив од непреболи, чија страотна сенка, дали сенка или слика, оваа поетеса ја гледа над својата глава и обсесивно, со интуиција на предскажувач на судбината, го предчувствува чинот на смртта како единствено можен излез од секојдневното расчовечување на човекот според диктатите на надворешните сили, така наречената машинизација на животот
и онаа тивка, несопирлива, внатрешна корозија на телото и моќта на човекот. Ветрот ќе ме претвори во се нешто и нема да постојам, вели поетесата, сваќајќи го ветрот не само како поетска, туку и како филозофска потенција на своето уметничко вјерују. Ветрот е символ на злото. Тој собственува несовладлива урнувачка енергија, што го толче човечкиот труд, неговата екзистенција, а во овој случај поетот го претвора во се нешто, врзувајќи го како свој плен, свој заробеник, жртва. Според ова сваќање, човекот е во рацете на ветрот една мала, скршлива играчка, ништенка, еден здив и една песна, изговорена попатно и никогаш до крај. Се нешто, тоа е земја, незината огромност, постојаност и добродушност, да ги прима сите оние што се уништени или тоа допрва ќе бидат. Човековиот живот е само еден изговорен или неизговорен миг и одвај видлива точкичка или пердувесто меурче на релациите на универзумот. Што тогаш? Во што е смислата на човековото постоење? Даница Ручигај не дава одговори што барем приближно би можеле да не задоволат. Оваа понекогаш боемски разбушавена поезија е свет за себе, држава за себе, во која се од анатомија на стихот до неговите надворешни ефекти на формата е грчовита небулоза на здружениот анархизам на мислите и чувствата. На жената и е дозволено само своето тело да го има, вели поетесата во песната Седумте ветра. Некогаш само вредните зборови, како што вели Хлебников, се ужасно тешки и непредвидливи, а токму од нив живее и добива во тежината она елементарно сознание, историското и естетското, тежина пред која се застанува како пред звуците на оргулите во пантеонот, кога во миг ја вишнува сета гениалност на Шубертовата Аве Марија, па во тие мигови не си сигурен дали мислите на слушачите се упатени кон авторот или кон неговата композиција. Можеме да се согласиме или не со интелектуалштината во стиховите на Даница Ручигај. Можеме да и префрлуваме известна демодираност и поза, но исто така сосема е сигурно дека незината поезија пред својот читател излегува со чисто лице, иако на тоа лице, наместо рози, како што природно би се очекувало, е втиснат знакот на трнот. Песимизмот на Даница Ручигај бара и наоѓа корени во сомнамбулните состојби на отуѓеноста. Со еден свој квалификатив, таа поезија е осамена како осамена бреза на планинска рудина, која што туку одолеала на еден налет на ветрот, веќе е спремна за следниот удар. Таа е тука за да го објасни хаосот и да го поништи, но поништувајќи го и самиот живот, дури и не признавајќи го. Тоа е поезија на осуденик на смрт, кому му се познати сите елементи на гилотината и часот и минутот на извршувањето на пресудата. Се венчавме на олтарот од измачени соништа. Го запаливме цвеќето наместо свеќи. Мртовецот век да векува. Делото на Даница Ручигај може да се смета недовршено, па и премногу мрачно концепирано на премалиот простор, но некои негови сртови се израз на талентираната и оригиналната творечка личност, која многу сакаше и многу почна, а која прераната смрт ја оневозможи во моментот на целосниот расцуд на незините можности. Луѓе разгрнале по оваа распојасаност, природата се надвиснала во секое време и луди мисли озаконува во просторот. Лом во коските станало, се во очаен неред се втурнало, на ова тело клада заковале, посекаде трња израснале,
a podolu od mojive noze pustelija. Prostor na potkrepenost. O, ta raka bolna od sve što ne možela da stori, ja obesilena višnava grmotevica i gi kine oblacite vo nered. Gi kine oblacite, ovije oblaci, pretovareni od vodi što možda da presušuvaat, ovije oblaci goneti od vetrovi što sepak možda da stivnuvaat. Ako mu podaram ušte jedan čekor na ova nemirno razdenuvanje, ke se raspadne rakana, što visi od oblacite, ke se raspadnati nozete, što toliko uporno se zaglavile vo zemljava. Ako napravam ušte jedan čekor, ke se raspadne rakana, što visi od oblacite, a ova grmotevica, što je raspalena od čovečki ogan, ke ni napomenuva za silata svoja. Rakata ne je ništo drugo, osven bolkata naša i našата nedodržana namera za osloboduvanje. Ako napravam ušte jedan čekor, ke se raznese ova tišina, što povremeno i zabivaat grmeži, da ne bi bila od neslušanje. I što ako napravam ušte jedan čekor vo ova utro, što uporno mi se isfrla so jazik na pijanica, zaboraven i od sebe si, i što ako ne napravam ništo, tuku samo da ja podgazam nemilosnosta vo očite na koji i da bilo. Lud vetar, ludi gi pravi drvjata, lud go pravi vozduhot, ludi gi pravi site nešta. Podkrepeni samo so krajot i ova grmotevica ne navestuva ništo podobro, osven da se začekori i da se bide podkrepen, samo so krajot. Togaš rakana slobodno neka se spušti. Oti ne je ubavo da je gledaat kako slobodno visi vo prostorot, raskršeno se valkaat oblacite, golem maž luda snaga donesuva. Vetrov se zaakal da je izmestuva, da ja podništува tišiната. Сакаш ли да се заплеткаме во неразмисленост, да им допуштиме и на рацете и на нозете, да не се допираат до ништо и да бидеме само лесно повевање на нешто што не е значајно, ако можеме? Ако ја ставиме раката во ветрот, дали тишината ќе има сили да не разбере? Грмотевици удираат по оваа распојасаност во природата, што е постојано во секое време, и луди мисли озаконува во просторот. Раскршено стебло од рацете расте. Рацете болат од крв израснати. Стеблово ме разгранува. Мислава тече по врбјаците. Пловност нема да посакам. Оти секе се разнесе по дождовите. Луд ветар, луди ги прави дрвјата. Ветар нема по дождови. Ветрот ќе ме претвори во се нешто и нема да постојам. Од луда жена ништо не полудува. Важно, здрави деца може да раѓа. Сакав едноставно да доживувам се она што се случува меѓу луѓето од секогаш. Ова беше третиот дел на специјалната емисија на Македонското радио, Радио Скопје. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се, посветена на 50 годишнината од трагичната смрт на првата македонска поетеса Даница Ручигај во катастрофалниот земјотрес во 1963 година. Аудио дизајн Бесим Кека. Автори на емисијата Искра Чоловиќ и Свето Стаменов.